да ви се обрати и да го додели признанието повелба на Република Македонија на Сдруженијето на граѓани Илинденски марш 1978. Господине председателе, повелете. Почитувани сограѓани, драги пријатели, вечерва сме собрани да одбележиме еден важен јубилеј. 40 години од Илинденскиот марш. Во 1978 година тројца млади и храбри патриоти од Лисиче одлучиле да ја изразат својата благодарност кон нашите илинденски херои на еден за тоа време несекојдневен начин. Со тоа што на коњи ќе тргнат на патот до славното Крушево, за да го остварат заветот на основачите на првата Македонска република. Тој прв обид во сега веќе далечната 1978 година во многу нешта наликува на првиот обид на македонскиот народ да создаде своја република. Како и Крушевската република, така и овој Илинденски марш не е наметнат, туку е автентичен израз на македонскиот стремеж за слобода. Како и Крушевската република, така и овој Илинденски марш, барем на почетокот, бил краткотраен. Бил забрануван. Неговите основачи биле затворувани. Нивните најблиски биле заплашувани. Но како и славните илинденци, така и коњаниците не се откажале и не подклекнале. Цели 20 години ги одржувал споменот за првиот марш, за тој прв младешки израз на самосвест и непокор. Исто како што и споменот за првиот Илинден ја греел душата на македонскиот народ, се до вториот славен Илинден. И еве веќе 20 години тој марш е возобновен. Исто како што беше обновена и македонската слобода, државност и независност. Па така македонските граѓани собрани на Мечкин камен, но и сите кои го следат одбележувањето од своите домови се сведоци на тој свечен чин. Драги пријатели, овој Илинденски марш на најавтентичен начин символизира една голема вистина, а тоа е дека никој и ништо не може да го запре нескротливиот марш кон слободата. Никој и ништо не може да го обесхрабри народот, да му го замаглува помтењето, да му го брише минатото и да му ја одзеде иднината. Никој и ништо веќе не може да ги спречи коњаниците од цела Македонија достоинствено да се упатат кон Крушево, кон нашата прва република. Да ни дадат пример како се чува споменот за нашите славни херои. И токму затоа денес, како претседател на Република Македонија, во името на македонските граѓани, им се заблагодарувам на членовите на Сдруженијето Илинденски марш 1978 со повелба на Република Македонија. Ова повелба е благодарност за нивниот исклучителен придонес за негувањето на културното наследство и за вредностите поврзани со очествувањето на Илинденското востание. Конечно, ја користам ова прилика во предвечерието на нашиот најголем и најсветол празник Илинден да упатам еден повик. Ги повикувам македонските граѓани од сите краишта на нашата татковина Република Македонија
во што поголем број да дојдат во Крушево. Може! Да дојдат во нашата прва Македонска република, да се искачат на Мечкин камен, за заедно да ги пречекаме овие храбри и посветени конјаници. Да ги пречекаме и да го поздравиме нивниот истраен и незапирлив марш кон слободата. Само без Бога. Бидејќи слободата не се освојува еднаш за секогаш, Заедно. туку секој ден и постојано. Ни секој наш творечки подвиг и ни секој изгрев што не осветлува. Да ни е вечна и вековита Македонија. Да живе! Македонија! 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 Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија, ја донесувам следната одлука на Сдруженијето на граѓани Илинденски марш 1978. Му се доделува признанието Повелба на Република Македонија. По повод 40 години од организирањето на традиционалната манифестација Илинденски конјички марш, со што даде исклучителен придонес за негувањето и културното наследство и вредностите поврзани со чествувањето на Илинденското востание. Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен весник на Република Македонија. Доктор Ѓорге Иванов.